Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Од вечерва сите патишта водат кон Вевчани. Започнува карневалската забава. Реката Сушица е ставена под контрола, информираат од ЦУК. Се уште има поплавени подрумски простории и дворови на повеќе локации. Започнаа зимските уписи за следење на интернационалната Brain on Brain едукативна програма. Отворена јавна расправа за предлог законот за заштита од пушење. Иран бара преговори по заканите од САД за воена интервенција поради растечкиот број жртви на протестите. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме променливо облачно и студено време со сончеви периоди. Дуваше умерен, повремено засилен ветер од северен правец. Минималната температура изнесуваше минус 9 степени Целзиусови, а максималната дневна минус 1 степен Целзиусов. Во Охрид утрек имаме студено време со локална облачност и повремени сончеви периоди. Ке дува умерен ветер од западен правец. Минималната температура ќе изнесува минус 8 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 3 степени Целзиусови. Во Македонија времето утре ќе биде променливо облачно и студено со сончеви периоди. Во западните делови ќе дува умерен западен ветер. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од минус 12 до минус 3 степени, а максималните дневни ќе изнесуваат од 0 до 7 степени Целзиусови. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ. Од вечерва сите патишта водат кон Вевчани. Започнува карневалската забава, а утре е централното дефиле под маски. Организаторите најавуваат богата музичка програма, вечерва концерти на забавна музика, а утре фолк забава. Маските се чуваат во строга тајност. Сонја Рилковска беше во Вевчани.
Снежното вевчани мирно и тивко. Под падините на Јабланица се задржува здивот. Се е подготвено за карневалското лудило. Се чекаат звуците на зурлите и тапаните, кои утре ќе го означат долго очекуваното дефиле. Со првите тонови ќе се развиори веселичарското оро и ќе продолжи вековната традиција што го прави Вивчани посебно. Веќе утре влегуваме во маскембалот, најастие со почнувајќи со поворката што на Василичари што почнува од почетокот на Вевчани до центарот и стандардно и секоја година Вевчани е подготвено. Сите оние добри намерници што сакаат убаво да си поминат, очекувани се во Вевчани, Вевчани ги очекува со полно срце и душа. Во овие денови Вевчани наликува на слободен театар без граници исполнет со хумор и сатира. Маските се подготвени, но далеку од очите на јавноста. За нас представува светост, еден обичај под маски, една традиција што се негува векови, представува едно богатство кое што вевчанецот го чува како нешто свое, го презентира во најдобра смисла пред пошироката јавност. Годинава на Вевчанскиот карневал присуствува музичка група од Белгија, кои веќе се воодушевени од вековните уникатни обреди. We are doing an investigation about the carnival around the world. Истражувавме за карневалите ширум светот и дознавме дека Вевчанскиот е еден од најстарите карневали во Европа и во светот. И еве уживаме со длабоки чувства. Почестени сме да го почувствуваме благодетот на овој вековен карневал. За нас е навистина чест. Традиција, сатира и слобода. Снежното Вевчани ги одбројува последните часови до карневалската забава, а до централното дефиле утре. Маските се чуваат во строга тајност, далеку од погледите на љубопитните посетители. Наместо снег јануари донесе обилни дождови. Поројните врнежи што го зафатија регионов предизвикаа поплави и зголемување на водостојот на Охридското езеро. Од Центарот за управување со кризи информираат дека на реката Сушица изграден е заштитен насип со багер, со што е спречено понатамошното излевање. Додаваат дека се уште има поплавени подрумски простори и дворови на повеќе локации. Наместо снег и минусни температури, јануари годинава донесе поројни дождови. Обилните врнежи кои деновиве го зафатија Охридско-Ќушкиот регион предизвикаа изливање на реки, поплави во пониските делови и активирање на одрони на повеќе патни правци. Експертите посочуваат дека ваквите појави се нетипични за овој период од годината, кога најчесто доминира снежна покривка која постепено се топи и не создава нагли водени бранови. Изминативе врнежи во Охридскиот регион, кога наврнаа над 130 литри на метар квадратен за рок од 3-4 дена, покажуваат една голема неравномерна распределба на врнежите во јануари месец, кога со анализа на податоци од 2015 до 2025 година имаме неколку години кога има екстремни врнежи над 160 литри на метар квадратен, додека другите јануарски месеци се одликуваат со ниско ниво на врнежи. Како последица на зголемениот доток на притоките расте и нивото на Охридското езеро. Денешната кота изнесуваше 193,43 см, 9 см повисока од вчера. Ризикот од вакви поројни поплави во зимските и во есенските месеци ќе биде поголем во урбаните средини, со непропустливи површини, како што е Охрид, каде што имаме голема урбанизација, бидејќи тие ќе резултираат со поголемо сливање и намалено време на концентрација на водите. Во 30 годишниот просек се намалуваат деновите со снежна покривка, се зголемуваат просечните температури. Тоа е резултат на климатските промени. Центарот за развивање на животни вештини Brain on Brain започнува со зимските уписи за следење на оваа интернационална едукативна програма.
Центарот за развивање на животни вештини Brain o Brain при Црвен крст Охрид започнува со зимските уписи на нови деца од 4 до 14 годишна возраст заинтересирани да ја следат интернационалната Brain o Brain едукативна програма преку која имаат можност да стекнуваат, развиваат и потврдуваат способности за концентрација, меморија, нумерички и вербални вештини, способности за учење, креативност и имагинација, лидерство, самодоверба, визуализација и решавање на проблеми. Сите заинтересирани може да се информираат и пријават на телефоните 046 261 909 или 078 227 433 на имейл ohrid@redcross.org.mk или во просториите на Црвен крст Охрид, започнувајќи од денес 12 јануари, секој работен ден од 8 до 16 часот, заклучно со 10 февруари 2026 година. За сите новозапишани ученици во овој циклус од Brain o Brain програмата, Центарот овозможува 50% попуст за првиот месец од програмата. Детални информации за оваа програма заинтересираните ќе можат да добијат на отворениот ден за програмата кој ќе се реализира на 31 јануари 2026 година, сабота, од 9 до 11 часот во просториите на Црвен крст Охрид. Центарот Brain o Brain при Црвен крст Охрид е првиот франшизен центар на Балканот кој Brain o Brain програмата ја имплементира од 2010 година, а за неговата успешност говорат бројните трофеи и медаљи на учениците и тренерите освоени на државни и меѓународни надпревари. Отворена јавна расправа за предлог законот за заштита од пушење. Може да учествуваат сите заинтересирани граѓани и организации. Предлог законот е објавен на електронскиот национален регистар на прописи. Министерството за здравство информира дека предлог законот за заштита од пушење е објавен на електронскиот национален регистар на прописи ЕНЕР, каде сите заинтересирани граѓани и организации можат да учествуваат во јавната расправа пред неговото усвојување. Со овој закон отвараме суштинско прашање што директно го засега здравието и иднината на нашите деца и младите. Фактите се јасни и неспорни. Тутунот и никотинот остануваат водечка причина за превентабилна смрт, изложеноста на чад и аеросоли ги оштетува и тие кои не избрале да пушат, а новите никотински производи, аромите, агресивниот маркетинг и дигиталната промоција се насочени токму кон младите. Затоа Министерството за здравство изготви нов закон за заштита од пушење, чија намера не е казнување, туку превенција, јавно здравје и заштита на најранливите категории граѓани, оценува министерот за здравство Азир Алиу. Целта на новите законски измени е воспоставување контрола врз појавата и ширењето на новите тутунски и никотински производи, особено нивната агресивна промоција и лесна достапност. Истовремено се воведува целосна забрана за рекламирање, промоција и спонзорство, се ограничуваат продажбата и изложувањето на тутунски и никотински производи како превентивни мерки за поддршка на откажувањето од зависноста и конечно се зајакнува забраната за пушење во јавни и работни простории. Воедно законското решение е усогласено со европската регулатива и со меѓународните обврски што државата ги има преземено принципите на рамковната конвенција на Светската здравствена организација, информираат од Министерството за здравство. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.